civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Можам да заклучам дека денешната средба и денешниот состанок е позитивен и успешен. А врз основа на тоа, исто така сакам да додадам дека ја оставивме вратата отворена и за следни средби. Се согласивме и веќе утре на дневен ред во рамките на парламентот ќе биде измената во изборниот законник која што се однесува на терминалите за отчитување на отисок на прст, или така наречени фингерпринт терминали, и очекуваме успешно да биде изгласана во рамките на парламентот. Понатаму се согласивме да ги охрабриме преговорите, односно групите кои што во рамките на парламентот преговараа за останатите измени во изборниот законник, како што се измената на изборниот модел во една изборна единица, или доколку има други предлози, понатаму отворени листи за советници на следните локални избори, понатаму избор за градоначалник во прв круг, со тоа што би бил задоволен определен процент од вкупниот број на запишани избирачи во таа општина каде што се бира тој градоначалник, и последно се разбира, тука се гласањето на диаспората на следните парламентарни избори, се разбира надвор од ДКП-ат, односно дипломатско-конзуларните представништва. Втората тема беше работата во парламентот и се согласивме дека ВМРО-ДПМН ќе работи во рамките на парламентот заедно со парламентарното мнозинство на сите закони кои што се однесуваат на реформската агенда поврзана со интеграцијата на Македонија во рамките на Европската Унија и сите закони кои што се однесуваат на поддршката на стопанството, економијата, граѓаните и борбата против пандемијата. Тоа што во моментот е закочено во процедурите во парламентот, се согласивме дека треба да биде откочено, односно заедно опозицијата и власта сите закони кои што се однесуваат на реформскиот процес и интеграцијата на Македонија во рамките на Европската Унија, понатаму сите закони поврзани со поддршката во стопанството, граѓаните, борбата против пандемијата, да бидат завршени и оваа помош да стигне таму каде што е најнеопходна. Се согласивме дека откако процесот на имунизација на население и попишувачите, што е многу важно, ќе се случи пописот, и затоа се договоривме истиот да биде одложен, наместо сега, во месец април, како што е планиран, да се одложи за месец септември, како можен период да биде 5-30 септември, 25 дена, апликацијата со која што се евидентира диаспората да остане активна до физичкото завршување на пописот, а локалните избори наместо на првата половина од октомври да бидат одложени за втората половина од октомври. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.